Другарче, Питер Колвејк. Лов на тролови. Беше прекрасно попладне. Ден кога се чинеше дека летото, по грешка, се појавило среде пролет. Ден кога не сакав да седам дома. Особено некога моите родители би можеле да добијат страшен телефонски повик од учителката вештерка. Не, во тој случај предпочитам првим да направам нешто интересно. Така, тргнавме во лов на тролови. Заедно со другарче шетав од едната страна на каналот, во потрага по тенка греда. Тоа беше единствениот начин незабележливо да се дојде до отпадот за автомобили. Најдоброто место за наоѓање тролови. Мислев дека е тука некаде, реков, може би е одне? Не, уште малку тата. Другарче беше соодветно облечен. Шапка за сафари со обод од плута наведнат надолу. Зелена кошула и шортс во иста зелена боја. Сето тоа навестуваше лов, дури и неговите високо натегнати бели чорапи и цврстите планинарски чевли. Другарче го зеде двогледот што му висеше околу вратот и го намести пред очите. Таму, рече тој. Уште малку и ќе стигнеме таму. И трчајќи се оддалече од мене. А јас тргнав по неговите стапки. Како и секогаш. Додека стигнав до барата, другарче веќе ми мафта од другата страна. Длабоко воздивнав. Сакав да ја пружам ногата, сепак останав некое време стоејќи така. Прво малку се окоражив. Гредата беше потенка отколку што се сеќавав. Покрај тоа водата силно клокотеше како да врие, но без пареја. Ајде тата, другарче си го стисна носот. Од тука можам да го намирисам тролот. Ја ставив едната нога врз гредата и во истиот миг водата почна уште погласно да клокоти. Дури и да ромори. Веднаш ја повлеков. Што е тоа? О, не. Одмавнувајќи со главата, другарче стапна на гредата и со големи чекори тргна кон средишниот дел. Немаше никаков проблем во одржување на рамнотежата. Господине Нес, викна. Излези веднаш. Нивото на водата во каналот се подигна и од неја изурна джиновска глава на сив куштер. Можеби дури и на диносаурус. Ѕверот имаше огромен врат кој почна да се вишнее се повисоко и се повисоко. Неколку метри на другарче висеше главата на ѕверот, додека од него на сите страни капеше вода. Нели веќе ти го објаснив ова, викна другарче. ТТ не е храна. Ѕверот чудно зааржи, но за секој случај се повлеков 2 чекори назад. Не, дури ни рака. Не може ни глава да му ја одгризеш. Нема ни лижење на неговите раци и нози. Или бемки. Другарче загавканувачки го крена прстот кон главата на ձверот. Ова ти е последно предупредување, остави го ТТ на раат, или цела недела ќе бидеш казнет. Ձверот повторно зааржи, овој пат не звучеше толку заканувачки. Подобро да му се извиниш на ТТ, рече другарче. Не мене. Па не мора. На брзина се повлеков уште малку поназад. Во реде, навистина. Долгиот врат на ձверот се искриви и се спушти, се додека огромната глава не се најде точно пред моето лице. Погледнав директно во двете огромни ноздри, од кои наеднаш излезе топол воздух. Косата ми се разлета на сите страни, тогаш ձверот испушти толк и тажен звук, како слон што лежи под голем купалиште и воопшто не е среќен поради тоа. Ама, реков, се е во ред, тоа можеше и мене да ми се случи. Повторно го испушти топлиот воздух од носот и мојата коса повторно се развеа на сите страни. Тогаш ձверот потона и ја нурна главата во водата од каналот. Па, не можеш навистина да го обвиниш, господине Нес, рече другарче. Се оддалечи од мене и повторно скокна на страната кој е отпадот за автомобили. Тој постојано ги меша зборовите да и не. Тие едноставно му се многу тешки. Другарче се врти кон мене. Доаѓаш? Повторно зачекорив назад и, стоејќи на едната нога, се обидов да ја одржам рамнотежата. Потоа на брзина ја ставив другата нога пред неа и најбрзо што можев истрчав на другата страна. На последниот дел изгубив рамнотежа, но скокнав настрана и се најдов на другата страна. Леле, реков, за малку. Шшш, рече другарче. Слушам трол. Навистина се слуша глас во близина. Тоа беше најгрдиот и најстрашниот глас што сум го слушнал во животот. Гласно како некој што јаде живи деца. Се скрив зад купот автомобили и му мавнав на другарче да биде внимателен, иако не му воопшто не му беше гајле.
Не е повеќе тука, рече тролот. Зборуваше бавно, како да размислува за секој изустен збор и длабоко воздивнува. Да провериме малку натаму. Зборува на телефон, ми шепна другарче, ѕиркајќи позади еден распаднат автомобил. Општо не изгледа среќен. Троловите никогаш не се среќни, реков. Освен кога јадат деца, рече другарче. Да, кимнав со главата. Освен кога јадат деца. Може би има уште неколку, рече тролот. Тоа што можам да го направам е... Неговиот глас стана потивок и го слушнав како се оддалечува. Другарче веднаш се исправи. Имам план, маестрален план. И разлече широка насмевка на своето лице. Значи, од сега па натаму викај ме другарот мајстор. Одмавно со главата ни смеја. Нема да те викам мајстор. Ќе продолжам како и до сега да те викаме едноставно другарче. Иако ми беше најдобар другар, сепак не знаев кој е неговото вистинско име. Секако мушне често го прашував, но никогаш не добив нормален одговор. Херој, цар, сирење и крал, беше обично велеше. Иако еднаш ми предложи да го викам Фантас, тогаш заедно бевме фантастичен. Може би тоа беше добра идеја, но веќе бев навикнат да го нарекувам другарче. Тој збор секогаш го користеше мојот стар сосед кој потекнуваше од Ротердам и не беше добар во памтење имена. Ајде кажи ми, реков. Кој е твојот фантастичен план? Мајсторски, ме поправи. Мајсторски план. Добро, рече другарче. Сите знаат дека троловите не поднесуваат вода. Вода, реков. И сончева светлина, нели? Брат, другарче одмавна со главата. Тоа се обични тролови. Ова е дефектен трол. Овие повеќе сакаат да бидат валкани. Звучеше толку логично што би можело да биде и вистина. Така, заедно се фативме за работа. Собравме автомобилски гуми, ги одвлечкавме на едно место и ги расфрлавме наоколу. Потоа наполнивме стара кофа и една канта со вода од каналот и ја намести. Се што требаше да направиме е да поставиме стапица. Но веќе беше доцна. Беше предоцна. Тролот се доближуваше до нас. Понатаму има уште еден. Го слушнав како вели со неговиот грозен тролски глас. Другарче притрча до сивиот автомобил и се протна низ отворениот прозорец на задното седиште. Јас ја отворив предната врата, се скрив зад воланот и на брзина ја затвори вратата. Ова е последното, рече тролот. После тоа нема ништо. Внимателно дзирнав преку контролната табла и го видов тролот како се наближува. Тетеравејќи се. Беше многу голем. Веѓите му беа како влакнести гасеници. Дебелиот нос поголем од мојата глава и веројатно никогаш не си ги измил забите. Носеше сив, палкан комбинизон. Од џабовите му дзиркаше алат и го држеше мобилниот телефон веднаш до увод. Внимателно се движеше меѓу гумите што ги расфрлавме наоколу. Легни долу, тивко ми рече другарче од задното седиште. Полека се лизнав надолу и можев само да видам како тролот се доближува до местото каде што се криевме. Автомобилот малку се затресе и го слушнав чкрипењето на рѓосана хауба. Овој се уште го имам, рече тролот. Ќе го извадам, ќе видам во каква состојба е, па пак ќе ти се јавам. Настана кратка тишина. Добро, се гледаме наскоро. Од предниот дел на автомобилот се слушаше звук како на метал во допир со метал и автомобилот повторно нежно се затресе напред-назад. Стисни на свирката, шепна другарче. Таму му е главата. Налутено погледнав назад и негодувајќи одмавнав со главата. Така ќе дознае дека сме тука и тогаш ќе имаме проблем. Не, рече другарче. Тоа совршено се вклопува во планот. Ќе се сепне од страв, а ние ќе ја земеме водата и ќе ја истуриме врз него. Нема да успееме. Водата е се уште таму. Брат, рече другарче со вознемирен поглед. Зар не се осмелуваш? Што? Не дозволувам така да ми се обраќа. Секако дека се осмелував да го сторам тоа. Воопшто не се ни плашев. Добро, шепна. 3, 2, 1. И со сета сила стисна во центарот на воланот. Одекна силен звук на свирката од предниот дел на автомобилот, проследен со тешки тролски пцости, со еден удар во хаубата и уште цел куп други пцости, овој пат многу погарди. Ајде, тата! Другарче веќе беше надвор, енергично гестикулирајќи. Ја отвори вратата и излета од автомобилот. Фати го тролот! Извика другарче и истрча кон кофата полна со вода. Фати го тролот!
викнав, земајќи ја кофата. Тролот ме погледна со ококорени очи. Тичен? Лов на тролови. Другарче ја истори кофата врз главата на тролот, но водата потече точно пред неговото ужасно лице. Го утна. Лов на тролови! Викнав и му ја фрлив полната кофа со вода директно в лице. Што? Тролот се повлече, стапнувајќи со ногата на работ од гумата и губејќи рамнотежа, како соборно дрво полека падна наназад, меѓу автомобилските гуми. Добро, извика другарче. Дали веќе се скаменува? Не знам, се доближив подобро да го погледнам. Мислам дека не. Всушност, сигурен бев дека не се скаменува. Тролот врескаше, мрмореше и не колнеше. Не звучеше како да е скаменет. Дури и стана, со убиствен поглед во очите. Ќе те фатам, викна тој. И целиот отад на автомобили се затресе. Ако сакате да ја купите оваа книга, ја има на продажното место Антолог.